Како замрзнуваат меурчињата? Замисли дека правиш меурче врз слана на студено зимско утро. Температурата на воздухот и на сланата е минус 12 степени Целзиусови. Значи температурата на меурчето брзо опаѓа и се наближува нека е минус 12 степени Целзиусови. Сланата е мраз. А кога нешто замрзнува, секогаш е полесно да замрзне онаму каде што веќе има мраз. Затоа меурчето ќе почне да замрзнува доле, онаму каде што ја допира сланата. Таму ќе се создаде првиот кристал на мраз. Парченце мраз ишпартано со линии. Штом се формира кристалот, температурата околу него се зголемува. Ова секогаш е така. Знаеш дека за да се стопли мраз, треба да му се даде топлина. Па исто така за да замрзне мраз, треба да се земе топлина. А таа топлина ја зема околната вода. Оваа топла вода, релативно топла, затоа што ако остатокот од меурчето е на минус 10 степени Целзиусови, таа ќе биде на минус 8 степени Целзиусови. Е интересна затоа што незините молекули помалку се привлекуваат меѓу себе отколку молекулите на поладната вода од остатокот од меурчето. Така топлата вода, привлечена од молекулите на ладната вода околу неа, брзо ќе почне да бега на сите страни. Овој феномен, кога топлата вода тече на ладната поради разликата во кохезија помеѓу молекулите, се вика ефект на Марангони. Ако протокот на вода е доволно силен, може да одвлече со себе и мало парче од кристалот. И така се случува парчиња кристал брзо да се лизгаат низ меурчето. Секој нов кристал мраз го создава истиот ефект и може да загуби по некое парче мраз кој ќе танцува низ меурчето и ќе продолжи да расте. А секогаш кога кристалот расте, се создава ефект на Марангони, па кристалот може да продолжи да се движи. И ете, рингишпил од кристали. Како што кристалите продолжуваат да растат, тие се спојуваат едни со други, се додека не замрзне целото меурче. А што е со другите начини на кои меурче може да замрзне? Кои се сите форми на кристали кои можат да настанат? И за тоа друг пат.